Почитувани гледачи на Отворена телевизија, спортски поздрав од спортската сала во Средното индустријско училиште. Не се сеќавам точно како се викаше. Ристе Скиричко. Ристе Скиричко. Нагостин на женски ракометен клуб Деспина со нас Мери Гичева. Играч, тренер на двете екипи или само на... Само на кадетската, на младата екипа. На младата или кадетската екипа. Прво, фала ти што не пречек овде и што не Ви угости. благодарам и вас на вашата најава дека сакате да дојдете, да не посетите, да видите и ние кај тренираме, што тренираме. Па веќе работиме околу 6 месеци, снимаме различни интервјуа и на крај се сетивме дека во градов постои спорт. Па, постои. И не многу квалитет, али сепак постои, го одржуваме на еден нивел. Има секој труд треба да се цени, треба да се представи. На крајот на краиштата кој ќе оддадиш признание за одредена работа, па може и со ова интервју ќе мотивираме други млади девојки да се занимаваат со... На крајот на краиштата кадетите се уште деца во развој, така да би му помогнало. Сега се најубавите години за почнување на спорт. И јас на тие години почнав, на 14 години, таа возраст, 13-14 години. Вака се. Ќе тргнеме од... направиме полека една лична карта. Овој муабет си го правивме оф кадар, пред да почнеме да снимаме. Ти си, уствари, во детството и европски шампион во карате. Да. Еве ти е топкава, кажувај сите спортови што си ги тренирала. Започнав прво со гимнастика, тренирав 5 години, па после продолжив со карате, значи заедно истовремено, континуирано. После 5-та година од гимнастиката толку немаше некој голем просперитет и се откажав од гимнастиката, ама затоа па ја заменив со атлетика гимнастиката и продолжив атлетика и карате, така едно добри, може па уште 7-8 години. Дури да стасам до возраста да почнам ракоме да тренирам, комбинирано со атлетика. Два спорта напоредно. Напоредни, да. Два спорта напоредни. Со тек на време, некаде кога појдов во Скопје, ме викнаа веќе за таму да играм. Пробав да идам така исто напоредно, ама беше многу напорно, пошто се бараше и едниот спорт резултат и во другиот, и полека ја оставив гимнастиката, па се ова атлетиката, се извинувам. Тур да дојдеме, пред да дојдеме кај ракомето. Пред да дојдеме кај ракомето, кажи ми кои дисциплини атлетски уствари ти најмногу ти лежеа? Кратки дисциплини, техничките дисциплини, скок далечина, скок височина, фрлање на џуле, инаку од кратки дисциплини 100 метри, 200 метри до 400 метри. Чи спринтер. Спринтер, добар спринтер, значи брз. И таму беше успешна, бев и во репрезентацијата на Македонија атлетска и се сеќавам, мојата кариера атлетска ја завршив со седмобој настап на Европско првенство во Констанца, на кој ја завршив 4-то место во седмобој. Сега кога ќе ми речиш седмобој, знам дека станува збор за некој надпреварување со 7 дисциплини. Тие се 7 дисциплини. Кои се? Значи 7 дисциплини во 2 дена, од која последната е 800 метри. Вториот ден. А првите 6? Првите имавме. 100 метри, мислам дека беше со пречки, 200 метри, троскок, дали имаше нешто, фрлање на копие и не знам уште стварно, сега не можам да се сетам, одамна беше години се пол. Така, таман да го разгибаш мозокот, да се присетиш на едни време. време. Не знам дека крајната беше 800 метри, ама стварно тешко тоа. После 6 дисциплини, 800 метри, истрпувачка на крај. По тоа се сеќавам. И ако си била во атлетиката спринтер, во ракометов се покажуваш сериозен маратонец. Па, никогаш не се откажувам јас. И општо во живото сум борец до крај. 40 полни години. 40 точно полни. На 6 јули ги наполни. И ти си се уште активен играч. Значи, обрнуваш внимание, тренираш со младата екипа, тренираш и ти да се одржуваш во форма за да се надпреваруваш. Тренирам јас, тоа ми е, не знам,
не сум направила во овие години, значи паузи. Професионалниот спорт бара многу жртва. Одржувањето на телото за да биде подготвено за професионален надпревар е мачење на телото. Значи, Што те мотивира на 40 години се уште да па сакам да се посветуваш- изгледам убаво. Ама то за да се Витка. изгледаш... Не. Сето тоа е супер и можем да кажем дека се постигнува резултатот. Ама сепак тоа за да изгледаш убаво и витко не треба за Значи, професионален спортист. професионално, подготвен. да. Што те Значи, мотивира уште да играш? Што ме мотивира, не знам. Единствено ми е спорта, со спорта ете сум почнала да растам и спортот ми е единствен така подвиг во живото општо, што ме тера, што ме турка напред, да живеем, значи единственото со тоа почнав како мала, со тоа израснав. Еве од малико ќе се навикнете исто на нешто, некое нешто го гледаш од мало, па расти и се приврзуваш кон тоа. И едноставно го сакаш, тоа е, не знам, спорт што се сака со срце. И општо, се што се сака со срце, значи не може да се пушти така, ајде, од денеска да тренирам. Ме одржува, ова мене ми е, например, моментално имаме тренинг, еве со кадетки. Значи, сум тука да му пренесам дел од она јас што го знам, од моето знае. Не се трудам, значи, на секој можен начин, она што јас сум го стекнала низ годините, 26 години ракометна кариера, да му го пренесам нив, колку што можат да сватат тие, значи не сме сега сите исти таленти, значи има некој разбира помалку, некој појче се напредни, некој помалку, ама гам на сите да му обрнам внимание и да дојдеме до еден степен, значи да бида пак понатаму и нив како мене што ми беше приоритет ракомето во животот, така и еден ден нив може и нив да му биде приоритет. Колку девојки имате во кадетската школа? Во кадетската се 26, моментално се некои отсутни поради некој вирус, а инаку се 26. Така, 26. Значи интересот сепак се уште во прилеп. Интересот, значи, си постои, да. Ракомет. И тоа мене ме радува, значи, мене ми е многу кеф, така да кажам, просто, кој ќе ги видам тука, полна сала дечина, значи, сепак има и ти, и нив му е мачно, значи, овај термин моментално сега е малци покасно, ама и тие се жртви, и јас за нив жртва, и така, компензираме, некако идиме сега до да едно. те прашам да дојдеме малку да се заозбилиме во муабетот. Ако Прилеп има две големи сали, кои што се нефункционални, и сега пред да го почнеме разговоров, тука имаше и машката екипа на ракометниот клуб Прилеп. Така. А се наоѓаме во сала на средно училиште. Да. Која што има некакви услови за надпревар, да, има една трибина, теренот е според Така. пропорции, има семафори, ама кај ја сгрешивме ние прилепчани при две сали и при олку интерес се уште да вие како спортисти немате би имало адекватна сала? Да. Многу дечина што викам и се откажува и многу млади таленти се откажува ради термините што сме касно. Ја сгрешивме што го гладоја клучо на тутунски комбинат салата, што беше, значи, сала, единствено, ја вака за спортисти, се користеше од наутро, од 9 сато, можда и порано сме имале термини, сме имале и тренинзи, до крај. Значи, наша беше салата, немаше ученици, нема и тука не се мешае со нас, и беше стрикно за ракометарите. И сега ние дојдовме тука во некој период од 5-6 сати да имаме 4 или 3 екипи таму тренинзи, што не се издржува. И Значи, сме имаме принудени да женска, одиме. Имаме машка екипа, имаме Ама кадети имаме и во... почетници, имаме мој колега Има исто, Зоран Спирк. Значи тука веќе станува само за 5-6 групи само ракометни. Значи, Имаме колегата исто. кошаркарски клуб. Да. И сите вие како спортисти имате на располагање само училишни сала, сали. да, училишни сали. Една од кои што ги Една исполнува е, условите, во Кире Гавриловски знам дека се користи за тренинзи и ти ми кажа дека... Кире Гавриловски ја користи колегата со почетници. Так. И таму има едно, може 20 на дечина, значи има интерес. Ама тие се термини, значи од 1 сат толку ни дозволува времето, ствари толку ни дозволува од училиштата, пошто има до касно часови во салите, па ние после, да речеме, после 19 часот навечер ги користиме тие термини. И таму се пренатрупани салите. Што По еден треба сат. овој град, Овој град, надлежните во овој значи, град, надлежните- бизнис сектор, кај треба
од кај треба да почнеме? Веќе во секој разговор што го водам, без разлика на која тема се прави муавето, дали е Так. уметност, дали е спорт, веќе идеме од кај да почнеме, тоест да заприме со дењево надолу. Значи, да, треба тука и да има некој спор во таа сала, што не се издаваше салата, се држеше, значи тоа одеше само во штета на салата. Веќе ме салата испустена години не се тренира во незе. Треба, значи, да се види прво кој, мислам дека под СИЗО-те таа сала, да се направи, не знам, некој спор имаше што не ја даваја. Порано инаку ние користевме на време тоа жито прилеп кој играв, господинот Ѓорџ, му беше земена откупена на некои 10 години. Така, под Да, концесија. под концесија му беше земена и ја користевме така салата. Значи, се смени пархец, се сменија трибини, се смени се, заврши тој договор, се затворија, се кладоја катанците и после не се издаде повеќе таа сала. Тоа ја мислам дека сепак тоа е лошо, што во спортот почнува влегува политика. А Си доведовме политиката... на муавето. А на ете така, на политиката не е местото во спорт. Значи, тие како поединци, без разлика кој сака, може да го поддржа спорт. Во секој поглед. Ама, тие мешанија, политиката да се мешува во спортот е тоа лошо, а политичарите може скламотно да се мешат во спортот. Тие Како нека се поединци, мешат, како љубители на како спорт, спонзори, како ете така, спонзори, за да се така. развива спортот, без разлика дали е ракомет, значи во сите области не на да спортот. кажуваат како да биде А не да спортот и- биде спортот, значи да се крати таа сала, исто салата Македонија, е Таа штета веќе што не е... 30 години е. Сега нешто се ја користа за играње на мали фудбал и на нешто такви работи. Мислам дека на мал фудбал, ама па таму па нема услови. И таа е испустена таа е од во ужасна стоење. состојба. Ете така. Ама и Тутунски сега може да ја направи. Значи никој не ја видел таа сала. Колку време е заклучена Тутунски? Па последно знаменно време ќе ја отвара, ја подсреди ја пред колку има, може 3-4 години, кога играше РК Прилеп, изигра само една утакмица таму, знам, или две, едната беше со две утакмици изиграја. Едната мислам дека беше со ракометниот клуб Бутел, а другата со Еврофарми ја затворија, толку беше. И пак стана нефункционална. Значи кога може за тие два надпревари да се дај салата, дали под концесија, дали да се најди начин, значи може пак да истото да се направи. А ја да ти дам еден предлог, да си седните вака сите тренери што сте во Прилеп на една маса и да си појдете да си се научите кои се надлежни, дали е сега под управување СИЗ за станување, дали била општина, дали било министерство, дали било небитно. Од страна на Машки ракометен клуб се спомна Сите заедно. така. Сите Тоа е заедно. добра идеја, за заедно Сите заедно. да се каже. Седнете Да. на маса, договорете се и одете заедно, тропајте по врати. Тоа е добра идеја, ама мислам дека е Јас се дојдам да го снимам тропањето на врата, па Може нека не готово. отворам. Може. Не, секогаш сме добро дојдени и таму, добро не пречекале. Министеров сега што е за спорт Борко Ристовски, значи ракометар, бе. бивши ракометар, ете така, голман на македонската исто репрезентативец на македонската репрезентација. Последно мислам дека во Вардар бранеше, небитно. Не, Тој не знае важно. значи како е. Иако уште тој не ги среди тие работи, значи како министер нема што да очекуваме. Значи тоа е стварно ќе биде апсурдно за се и ужас. И еден минус за македонскиот и прилепскиот спорт ствари. И за спортистите. Ама нешто се спомна дека треба да се отвори. Прво требаше Многу септември, работи се па требаше спомнуваат. октомври, па сега рекоа нешто до после нова година. Мислам дека некој договор ќе се направи, како ќе се направи. Појма не се занимавам Тоа- со политика, јас тоа сум ќе- надвор Не, од не треба да се политика, ама занимаваме. од прилика знам, значи Политиката тие се работи ме занимава со интересира. спортистите овдека Ете, 30 години сме. Ме интересира салата и мислам дека, како што кажа, е нешто може. Значи, да биде нешто после нова година. Дур не видиме, не веруваме. веруваме. Ете, Така да си така. знаете. Зато то ќе го слушаме 30 години овдека во Прилеп, да. особено за Да. салите. Исто така и за театарот во Прилеп. 30 години ќе. Да. Така Па да- мислам дека во сите области то Веќе не велете че. Појдете, направете го, отклучете, дојдете отклучено работи. Да. Немојте веќе. Да. Остаревме и ние со тоа че. Да. Направивме Лажна по надеж. 40 Лажна надеж. чекање. Вика секогаш објекти. надеж што после не умира, ама ова истото стварно Ама, лажна надеж да секоја не година лажа истото. повеќе. Да не Исто, лажа. да.
Нека се кажи барем да не се надеваме. Да се вара некој И друг. тоа е легитимно. Нема што да очекувате. По-поштено од тоа, значи нема, искрено, не може Нема или може. сали, Ваму, таму и нема тоа е. театри, нема Ете ова, така. нема однос, најдувајте се. Да, да. Па ние ќе играме на площад ракомет и театар. Па имаше мини баскет и се рече стрит баскет. Да, па што? Пред бизнис центарот на времето Дали таму. сега, ама тоа баскет функционира. Како би изгледало мини ракомет? Мини ракомет, не знам. 3 на 3, 2 3 на на 2. Ракомет. Па- На некои мали голчи. Можеме ни и ракомет на плажа да направиме, тоа е во песок, барем може некаде песок да донесеме Ќе онака го ископаме площада, не ќе затвориме песок. парко. Нов спорт ќе измисли. Па има, Не. па има на Могила. Да. Нели има одбојкарско игралиште во песок? Значи, ко може и во песок да има одбојкарско игралиште, значи може да се Ама по направи светот има и ракометна ракометно. плажа. Па сме умидела ја и со репрезентација сме иделе, значи многу добри турнири имаше, балкански, европски. По олимписки сум гледал така. Не следам нешто многу спор. Сме иделе Ама и на добро тие што надправени. До 15-16 години следев многу, па од прилика ви ги знам маките. Нека се нема ништо сменето, тоа се има на полошо. На полошо, да. На полошо, да, нека. Не можеме да кажеме ни дека константно е, туку иди надолго. Ма види, ако не некое. напредуваш, не може да останеш. Или напредуваш, или назадуваш. Нема Значи, место за да стоење. напредуваш, мора тие услови да ги има, ама значи ние, еве, вака се мачиме, ги немаме баш тие услови и стварно штета и за девојчината, стварно штета и за тренерите, и за клубовите. Кажи ми, од твоја генерација, од прилепските ракометарки, кои се, или да речеме плюс 4-5 години Добро. постари некаде, кои што се уште да речеме во... Активни? Кои се активни да помагаат на младите во градот? Вие, као од мојата генерација, што бевме на времето тие репрезентација, да речем младинската репрезентација, последно на младинското, таму 2003 година во светско младинско имаше, што игравме во Охрид, од таа генерација, значи се останати како тренери. Моите колешки од таа генерација. По Скопје, тие. Во Прилеп те А прашувам. во Прилеп нема само јас. Само ти си, Само значи... јас. Ја кажувам и не ни спомнувам за Прилеп, пошто општо во Македонија. И на крајот на кришта да се сведува и младинскиот ракомет и на две раменици самото. Да. Општо и во Македонија, значи од мојата Тебе ти треба генерација. и помош и од тренерска гледна точка ти треба, не можеш да и да си играч на сениорскиот тим и да си тренер на кадетите и сепак треба да има повеќе авторитети. Ајде бе луѓе што седите по дома, се занимавате со други работи, знам дека сите одите од 8 до 4 на работа некаде, ама барем 2 пати, 3 пати неделно, помогнете и намери малку. Но вистина. И за сите спортови важи тоа. Немо се поминале по 15-20 години и воопшто најнаш го напуштаат. Или најнаш сечат така или како тебе не може да се откажат ни од играње. Не можам ја себе, гледаш. Ја наместо да ги намалувам обврските, јас плюс си додавам обврски. Од тренер, сега од минатата сезона играч бев прво на пионерска екипа. Истата е ова екипа, сега годинава, пошто годините се тие, значи возрастна граница е таа и сега се кадетки оваа година, значи втора година ми е работа со нив. И така. Во среда, сите. во сабота почнува кадетското првенство. Да, ова е вика. Ви посакувам прво да сте сите како играчи здрави цела сезона. Тоа е најбитно. Значи здравието Да нема е повреди. најбитно. Да нема повреди. Ви посакувам да имате добри резултати. Фала. Ви посакувам што е можда повеќе постигнати голови на голманките одбраните топки. Ето така. Фала ти многу за муабетов. Се надевам дека ќе доприме до тие што треба да доприме. Се надевам дека ќе инспирираме и млади девојки кои што уште повеќе ќе се зголемува интересот. И И јас се надевам дека сето ќе се оствари. како што Еден ден. ја направивме најавата, да им кажеме на нашите гледачи спортски поздрав и се гледаме во некој следно спортско интервју. Така е. Ме поздравуваме. Бај. Бај.